Почитувани наши гледачи и наши читатели, ви велам добре дојдовте во уште едно издание на емисијата на Муабет. Драго ми е што повторно сме во прекрасно музичко друштво, а уште поголемо задоволството е што овој пат во нашето студио на гости ни е една прекрасна дама, веќе би рекла, потекло од Охрид, ама ја освои цела Македонија. Велам здраво за Емилија Колоска. Добре ни дојде. Фала ти на убавите зборови, фала на поканата. Емилија, кажи ми како си пред се, ете, овој период малку испадна напорен за тебе, успеавме да те уловиме сепак низ мини турнејата, така. Низ Македонија. Како си овој период, како го поминуваш? Да, е напорно, ама би рекла дека и доста креативно исполнето, бидејќи конечно после долго време веќе се враќаме во она стара нормала која што си ја познававме со настапи, ангажмани, снимања, концерти. Тоа не може да е лошо за никој музичар. Така, ќе се навратиме, нели, повторно на она што значеше тие изминати пандемски денови за тебе, но прво би сакала од тебе да слушнеме која е Емилија Колоска. Како ти би се представила себе си? Ова е најтешкото прашање. Кога Емилија ќе дознае која е, ќе ви каже, ќе ви се јави. Ама генерално е личност која што ужива во добра музика, во уметност од било кој тип, спорт и физички активности секако и време поминато во природа. Така. Малку подлабока кои се почетоците на твојата музичка приказна? Истовремено си дел од две приказни, Балтер и Лилит. Кога за прв пат започнува музичката историја на Емилија? За мене е секогаш тешко да го најдам тој дефинитивен момент, односно дефинитивна точка каде што нештата почнуваат или завршуваат. Сметам дека тој почеток не постои, туку дека потенцијалот за било кое нешто веќе постои во нас тлее и само се појавуваат некакви ситуации кои што тоа ќе го извадат од тебе. Ако генерално морам да одберам еден момент од мојот живот, тоа се дефинитивно средношколските денови и гимназискиот хор во кој што настапував, а потоа и градскиот хор, па и кавер бендовите кои што произлегоа од тоа искуство, да кажам. Да, всушност почетоците на многу луѓе од градов доаѓаат од тие хорови во основни, во средно. Да, гимназискиот хор беше стварно супер колектив, имавме стварно многу талентирани луѓе таму и сега колку што памтам јас во моите денови, барем средношколски, хорот беше полн, исто и оркестарот на гимназијата, така што таа сцена беше стварно жива во тоа време. Места каде што се раѓа навистина голема креатива, дали младата енергија ги води, па не знам, она желба за повеќе за сцената. Да, имавме и супер професори кои што тоа го разбудија во нас, ама генерално поривот доаѓаше од баш младите луѓе. Мислам, јас паметам кога ние почнавме со првиот кавер бенд, да речам, во градов, се појавија стварно доста состави, онака од млади луѓе кои што сватија дека музиката може да биде забавна, па и во Охрид, во место кое што генерално не беше толку активно на тоа поле. Јас секогаш велам дека Охрид е град на талентирани луѓе, само некако малку како не достига таа мотивација, можеби за Можеби тоа заради тоа што се е централизирано генерално во Скопје, значи не е тоа само за уметноста, сметам дека е за се и ни треба малце поттик во останативе градови за нешто да почне конечно да се мрда. Секако тоа зависи и од државата, ама генерално зависи и од младите луѓе. Доколку тие имаат личности на кои што можат да се угледаат, зборуваме сега нели уметници од било кој тип, ќе имаат многу поголема мотивација да се занимаваат со тие нешта. Така. Сега да дојдеме до она точка од твојот живот што се вика Лилит. Која е приказната во Лилит и што е Лилит? Лилит испадна сосем спонтано. Јас искрено не можев да ја замислам големината на потенцијалот, не можев да го видам на тој бенд од самиот почеток. Буквално ме спои мој добар другар со Таци, кој што во моментот имаше во фиока доста спремни дела кои што чекаа само да бидат изведени. Генерално пак не можам да го најдам почетокот точно кога тоа се случи, ама кликнавме и ја најдовме средината едноставно на тој материјал. Јас се трансформирав во сосем друга личност таму, Таци беше таму да ме води. Така Лилит ствари се случи. Се чувствуваш ли дека порасна, дека се надгради? Да, бидејќи цело време бев во контакт со луѓе кои што беа на сцената долги години, има стварно доста да ме научат. Нормално како млад човек мислиш дека се знаеш, ама мора малце да си го отвориш срцето и очите и да почнеш да слушаш и да учиш.
Така што стварно бев окружена со многу искусни, многу талентирани луѓе и едноставно ме претворија во тоа што сум денес. Беше ли тешко да се биде жена во овој машки свет? Искрено, јас тој момент не го почувствував, заради тоа што имав среќа луѓето околу мене да бидат свесни за тие работи, да ги немаме тие поделби на маж, жена или било каква друга етикета. Фактички Лилит, основата на Лилит е тоа. Етикетирањето е сосема непотребно, дали стана збор за пол, за раса, за вера, значи за стварно не ни беа важни тие работи. Тоа ли е носечкиот столпен на Лилит, да се тргнат да, пресудите? Така, ама и она што многу често го забораваме, тоа е мир и љубов во светот. Многу сакаме да се, како да кажам, да се сврнеме кон материјалното, последниве генерации, генерално зборам за помладите луѓе, а ги забораваме тие два столба. Без љубов и без желба за мир, генерално се е, да речам, залудно, не знам. Так. Барем ние така тоа го разбираме и основата на сите песни е таа. И најдобро мислам дека тоа се прави преку уметноста, дека може да се пренесе таа порака, дека навистина на светот му е потребна љубовта, односно да се свати суштината на љубовта. Да, секој различно тоа го разбирам. Јас сметам дека уметноста е тука за да ги поместува границите и да да ти отвори некој нов хоризонт на размислување, значи некој мисли кои што не знам, претходно не си ги имал разбудено во себе, не си можел да ги видиш на телевизија или на барем јас тоа така го разбирам. Треба да провоцира. Значи треба да те испровоцира да размислиш на нешто друго од тоа што веќе ти е сервирано, да речем. Така. Сега приказната за Лилит досега брои 4 авторски дела, така? 3 се извадени моментално како синглови, а наскоро ќе следи цел еден албум со нови композиции. Така, последното дело е Хоризонт. Така. Па ете, која е приказната за Хоризонт, што стои, кој стои позади нејза? Многу луѓе стојат таму. Ние Хоризонт почнавме да ја снимаме уште пред 2 години. Тие кадрите на Галичица баш со платната се снимани ше пред 2 години. Многу беше топло, значи прежешко, ама имавме као 2-3 дена во кои што моравме да го снимиме тоа. Затоа се погреши наш добар пријател Тоша Јанев ќе го поздравам овдека него. Понатаму имавме мал застој, нели се случи и пандемијата, сите бевме затворени дома, дојде зима, кадрите што ги снимивме летото веќе не одговараа со ништо друго што би можел нели да го снимиш во тој временски период. И имавме само еден краток брейнсторминг со бендот, буквално се собра во дворче кај Таци, ги отсвирија до тогашните песни и Таци беше тој кој што го измонтира целиот спот, заради тоа што стварно со самава ситуација беше многу тешко да најдеме човек и нормално финансиски средства кои што ни беа потребни, така што генерално целото тоа е склоп од наши таленти, да ги кажам. Можевме да го направиме она што можевме да го направиме, максималниот потенцијал излезен таму, мислам. И убаво домашно беше скоро. И убаво сте направиле, морам да ви признам и да ви честитам и да ви посакам да правите уште повеќе работи. Напомена дека нов албум е на повидок и ќе го носи името Чудо од она што да, ќе го носи името Чудо. Што ќе состои тој албум, на што уште работите, како е предвидено? Постојат веќе, мислам, композициите, веќе песните се спремни, измиксани, само чекаат нели да заврши омотот и да го пуштиме во продажба. Нема да откарам премногу, сепак сакам да го преслушате, па тогаш ќе разговараме за импресиите. Нема ни да откривам ни чудото, што значи ќе си го сватите сами од самите песни. Добро, ете тоа е уште еден повод да повторно те векнеме. Така, тука ќе сум. Така, тука ќе сум. Ќе те уловиме. Да, се надевам. Се надевам. Кога го спомнуваме чудото, има една интересна приказна, ќе сакам да ни ја раскажеш ти. Велиш, снимивме спот во 2,5 минути за песна од 4,5 минути. Да, како чудо е тоа? Баш чудо е. Значи Таци и Тоша исто, значи јавност кој што и првиот спот не го сними, патам се појавува нели и на првата номера. Само ми се јавија, ми кажа, Емче, треба да се појавиш во студио, ќе те снимаме како ја пееш цела песна, ти ќе глумиш. И јас тука бев, значи одма запрепастена, заради тоа што тоа е стварно тешко ти цела една песна да ја изведиш пред камера и тоа да остане позади тебе со години, ама пак ќе речам, ако едно нешто научив со Лилит, да бидеш отворен и да веруваш на себе и да веруваш на пријателите и да и веруваш на музиката.
Се појавив таму, Тоша намести камерата, ми ја пушти музиката на дупло, значи дупло убрзана, 2 минути траеше. Тој првиот тек беше текот кој што го искористивме. Едноставно кога нештата сакаат да се случат, ќе се случат. А кога некој ќе го гледа спотот сега вика, ете, колку едноставен спот, колку е било лесно, само седнала и Тоа е поентата на Лилит. Лилит не е оптеретен од никакви трендови или не е оптеретен од, пак ќе речем, материјалното, скапи продукции или не знам кои други материјални средства. Значи, органското, човечкото треба да се види, според мене, сега што е најубавото. Да. Едноставноста на нештата. Едноставност. Се согласувам во потполно со тебе, помалку е повеќе од секогаш стоела таа изрека и мислам дека треба што почесто да ја повторуваме за да некако дојде и до израз и да се разбере суштината на приказната. Како што спомнавте, си дел од 2 бенда, тука и приказната за Балтер, па ета малку по малку се враќате назад на сцените, на сцената, односно се извинувам, како беше целиот овој период во затишје? За кого како, искрено, глобалната слика не беше баш пријатна. Лично мене ми се погоди периодот да малце можам да останам дома и да бидам креативна, бидејќи така најдобро знам. Не можам да функционирам со премногу обврски, да креирам нешто истовремено. Сметам дека имавме доста инспирација сите како музичари периодов, имавме време да поработиме на нашите идеи. Сега финансискиот аспект на кризата се виде кај нас. Музичарите останаа дома цела една година и државата генерално немаше слух за нивните проблеми, па мораше да се организираат здруженија да се створат, па сега и комора на музичарите, за да нивните права, да речам, бидат испочитувани до некаде. Да, пандемијата не научи на многу работи и дефинитивно ги покажа недостатоците кои што само ги изрази недостатоците на системот, ништо друго. Јас не можам да се сложам со тоа дека пандемијата создаде нови непријатни ситуации. Не, туку само ги стаде на површина работите што веќе не функционираа во држава. И сега, што ми беше прашањето, што ќе се случува со оваа комора? Настанува како поттик од она што значеше недостаток, кој што го почувствуваа музичарите, па сега преку регулатива ќе се регулираат некои работи. Јас не сум дел од таа комора, ама од тоа што го знаме дека местото на музичарите конечно ќе се утврди во држава. Значи нема да бидеме веќе група на маргините оставена, која што чичи глас не е слушна, тука едноставно веќе ќе добиеме едно малце повисоко ниво, да речем, на признание, кое што требаше да се случи многу поодамно. Мислам, еве Хрватска, например, или останатите држави во соседство веќе долго време функционираат со нивни статути и стварно е, како да кажам, пожива е културата таму. Не знам како да го сорочам ова. Се поинаку функционира бидејќи е признаено нештото на уметникот. Си го наоѓа своето место, би можеле да кажам. Да, значи имаш поттик, имаш како да кажам, основа на која што можеш да се потпреш едноставно. И верувам дека вака си сам на себе и каде пари, каде така, мислам, стварно е апсурдно. Добро, сега од кога полека се враќате, можам да кажам, како е сега да се биде на свирка? Сепак нели се тоа некои чудни околности, не смее да си има пак нема слободен пристап до публиката. Не се чувствуваат луѓето слободно. Почудно е во секој случај, почудно, ама веќе последниве неколку недели луѓето веќе почнуваат малце да се олабавуваат, да го напуштаат тој страв во кој што живеевме цели 2 години. Нормално дека нема да е исто, пак ќе постои таа доза на загриженост, на што знам, безбедност, некоја барање, ама мислам дека малце по малце луѓето веќе ќе се вратат на она што беа, бидејќи и нас не се потребни, да речем, нели? Дај Боже, духот ни е потребен, мислам, на сцена ако си поставен таму некаде, луѓето пред тебе се стегнати, не е баш истото како и ако бидат расположени неоптеретени од стравот и од таквите случаи. На сите ни недостигаат тие слободни дружења, слободни разговори, едноставно она што се вика одмор на мозокот, со нешто добро, дали ќе свирка, представа, не знам, било какво и да е социјално дружење, јас се надевам дека навистина ќе се врати во нормала. Ќе се потрудиме. Остануваат надежите. Емилија покрај Балтер, покрај Лилит си фитнес инструктор. Така
Како ги спојуваш сите тие работи заедно? Како ги спојуваш музиката и вежбањето? Со 2 збора или 3 ќе бидат, со љубов и добра организација. Прво, фитнесот е мојата втора љубов, да речам. Стварно уживам во секој аспект од него, ама генерално го гледам и како нешто кое што придонесува за мојот развој како музичар. Прво, за да бидам физички спремна, второ, за да ментално бидам расчистена во главата, за да можам што треба да го работам, да го сработам со музиката. Генерално, ако нешто сакаш, можеш да го направиш, па колку и да е потребно време за тоа, да речам. И умот и телото се важен дел од нас и сметам дека двата аспекти треба да го добијат потребното внимание. Секако. Фитнес часовите се во Скопје, така? Да, генерално се таму. Генерално, значи буквално си низ цела Македонија. Кај што треба, пак ќе ти речам, со љубов и со отворено срце се може да се постигне, така што... А верувам дека фитнес часови сега после пандемијава некако им се попотребни на повеќето луѓе. Скок на побарувачката и тоа како, ама јас сум срекна за тоа, бидејќи стварно се претвораш во друг човек. Кога ќе си ги видиш границите на сопственото тело, ја развиваш и љубовта кон него и апсолутно поинаку размислуваш за работите. Овој разговор се надевам и мене ќе ме мотивира да пристапам кон фитнес. И јас се надевам. Малку морам да признам дека сум мрзелива во тој поглед, што не е добро и немојте да ме слушате мене и немојте да правите како мене, правете како... Тука сме да ме мотивираме секогаш. Емилија, која е твојата лична инспирација? Искрена инспирација сметам дека можеш да најдеш во се. Значи и во пчелка, и во дрво, и во разговор со колега или од внатрешните дијалози кои што ги водиш. Пак ќе речам, само треба да си свесен за тоа и активно да ја бараш, бидејќи се дури не ги отвориш очите на она што е пред тебе, се дури не почнеш да живееш во моментот, што е да се случи пред тебе, нема да го приметиш. Добро, малку ќе навлезам подлабоко во разговорот. Да речеме дека има млади луѓе кои што имаат талент, кои што имаат инспирација, кои што сакаат да прават нешто, но сепак остануваат во стегите и не го прават тоа. Дали недостига поддршка кај нас? Дали недостига доволно мотивација? Дали нема порив? Во што е? Секако дека треба да постои поддршка, пак ќе речам и од државата и од заедницата во која што живееме, ама генерално остварувањето на тој креативен потенцијал останува на индивидуата. Значи луѓето треба малце да се опуштат, да престанат да се плашат и да бидат тоа што се, бидејќи се друго е залудно. Секое лажно представување на себе си понатаму носи поголеми проблеми. Барем јас така размислувам. Не знам. Навистина убава порака која што е упати од твоја страна и се надевам дека ќе биде сватена и дека малку ќе ги разбиеме некои си бариери. Намерно се навратив на овој дел од разговорот затоа што сметам дека е навистина важно прашање да се поттикнат креативните размислувања кај луѓето и да творат едноставно да се создаваат нови дела, за да имаме што да гледаме. Поинаков живот ќе имаме сите. Така. Кои се твоите идни планови? Идните планови да завршиме промоцијата на албумот со Лилит, па се надеваме на неколку настапи во живо, а се друго, пак ќе речам отвореност и прифаќање на сите други предизвици со креативни решенија. Така. Пред да го завршиме разговорот, ова е сепак месец октомври, кој што сакале или не, некако не потсетува на Тоше. Мислам, не сакале затоа што не потсетува по оние, трагични незгоди, таа трагична незгода која што се случи. Што значеше Тоше во светот на музиката за вас, музичарите? Јас бев многу малечка кога Тоше твореше, бидејќи сега имам 25 години, тоаш не ни памтам колку сум имала. Ама за мене Тоше представува една чистина од човек која што мислам дека во скоро време тешко дека некој ќе ја достигне. Самото тоа дека Таци беше инволвиран во неговата приказна, со неговите искуства кои што ги имаше со Тоше, само ми придонесува да љубовта кон него како човек и музичар ми расте. И сметам дека стварно многу направи за македонската сцена и го подобри животот на многу луѓе со неговата личност, со неговата уметност и со неговото однесување генерално во живо.
И не треба да се заборави, треба да продолжат да се пренесуваат Така, неговите пораки. дефинитивно. Ако се прашувам Дефинитивно. Емилија, имам уште кратки прашања за Ајде. тебе, тоа го правиме во секоја емисија. Слободно. Различен домен, нема да бидат претешки, ветувам. Вака вели, колку е време потребно една девојка да се подготви за настап? Зависи како сака девојката да изгледа на настап. Не знам, мене лично ми се потребни околу 30 минути. Доволно време. Па Доволно. се нади. Сега пак ќе ти речам зависи кој како сака да изгледа. Тоа е многу субјективно. А за излегување? Само биде си тоа што си, не знам, јас не ја гледам потребата од премногу шминка и не знам. Што Емилија сакаше да биде кога како мала, што викаше дека сака да биде кога ќе порасне? Многу разочарувачки одговор ќе ти дадам сега, бидејќи немав никаква посебна желба. Наставно музиката се појави во моите средношколски денови и како што кажав на почетокот, тогаш само се разбуди дел од мене и тргнав во тој пат. Немав некоја особена желба искрена. Сакав се да видам и да пробам. Па, на Да. добар пат си сега. Да, на добар пат сум. Со колку би сакала да испееш дует и да застанеш на иста сцена? Многу тешко прашање. Со Ник Кейв, можеби. Тој ми е доживотна инспирација, мислам. Емилија, Да. многу ти благодарам за Благодарам разговорот. на вас за поканата. И ти посакувам многу успеси и многу уште поводи да ни креира за да можеме да Благодариме. разговариме. Ќе ве изненадиме. Ти благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам за одвоеното време што не проследивте во ова издание на емисијата на Муабет. Ви посакувам да останете во добро здравје, во добро расположение и понатака секако да бидете наши верни читатели и верни гледачи.